Тетовци на 19 октомври ќе може да бират меѓу 6 кандидати кои да ја води нивната општина во следните 4 години. А каде, ако не на пазар, човек може најдобро да слушне што му треба на градот и што очекуваат гласачите. Чете уне, ујти не пагујме канализим, а канализимско. Пагуј регулиште. Steden kan ze het park en just praten. Nou, ze zoals kan de woon, ze die ben just praten, de ben urbanisme, toneel, lakodione. Ze de plannen ik zie en А мендон се кан ми получат да ги прем. asni. Прашање дали поголемиот број од граѓаните ќе излезат на избори да даа глас за некого. Ша пред не пи кандидат ве. Аз зеро. Слушнавме и изборувавме и со други тетовци на пазарот. Со новостекнатото знаење тргнавме кај оние што ја бараат нивната доверба. Така се совпадна агендите што првото интервју ни беше со кандидатот кому му се падна бројот 1 на гласачкото ливче. Поранешниот пратеник Самка Ибраимовски вели дека влегол во трката за тоа што според него Тетово е трансформирано во градежна компанија за бизнис, уште од независноста. Значи, од тогаш навака не е само 1-20 и тројцата ништо немаат направа, сем си терат бизнис, односно си терат изградба на згради, она што им е работа, не го прават. Ибраимовски вели дека има многу работи што може да ги направи за Тетово, проекти што претhodните градоначалници не ги реализирале како што треба. Прво, редовно ќе се мијат улиците на градот со хигиенски средства увезени од Европа и ќе личи на она Тетово што беше кој беше Југославија, еднаш до 2 пати неделно се мие улиците. Сега тоа е мислена именка. Потоа рециклажа за пластика. Тоа е една рециклажа, монтажна рециклажа, каде ќе се рециклира пластика, шише и други отпадоци од пластика и ќе се произведува електрична енергија за потребите на градот. Нашиот следен соговорник го нема политичкото искуство на Ибраимовски, но кандидатот на демократи Изе Зениловиќ добро го знае и Тетово и тетовчани. Работниот век го поминал во Министерството за внатрешни работи. Има многу проблеми со водата, проблеми со администрацијата, со услугите на граѓаните, така да има многу проблеми кои ми дадоа мотив стварно да ја прифатим кандидатурата и да се кандидирам за градоначалник. Зенеловиќ вели дека има многу проекти за општината, но и за него најважниот е решавање на отпадот. Тука се проектот прво фабрика за решавање на депонијата. Таа фабрика е многу добра, таа нема на Балканот тука. Прва ќе биде во Тетово. Луѓето се спремни да инвестираат, така да таа многу ќе биде корисна, производство на струја ќе има, ќе се употреби за школите, градинките и другите институции каде ќе има потреба. Нема веќе да плаќаат школите, градинките и другите институции струи големи сметки, ќе бидат ослободени, а тие средства ќе ги намениме во потребите на граѓаните. Свој тркач на изборите има и ВМРО Народна. Кандидатот е Стевица Сарковски, вработен во Основниот суд во Тетово. Најголем мотив ми даде тоа што како македонец во Тетово се осетив повреден што ниту една од главниве, само наречено главниве партии од македонскиот кампус не истакна свој кандидат. Еден од приоритетите во програмата на Сарковски е постепено решавање на урбаниот хаос, но ја промовира и идејата Тетово да стане како Скопје, кога е во прашање уредувањето на локалната власт. Некако досега за ДУП-от кој се носи неколку дена јавна дебата и гледа тоа да биде и преку викенд и да никој да не се ни јави и можеби ќе да заживее нашата иницијатива ВМРО Народна партија 2011 уште поднесе до Собранието на Република Македонија измена на Законот за територијална поделба со која што Тетово по урднек на градот Скопје ќе стане град со
3 општини, од кои што една општина да биде со мнозинство македонско население. Слични мотиви за нејзината кандидатура сподели и Катка Божиновска. Таа е кандидатка на левица, вработена во Државниот универзитет во Тетово и доктор по правни науки. Мојата кандидатура за градоначалник, просто кажано, е од револт. Значи, ако се избори, и македонците во Западна Македонија имаат право на избор. На кандидатурата на Божиновска, власта веќе се изјасни дека гледа како на одработување за ДУИ. Причината е што ВМРО-ДПМНЕ одлучи уште во првиот круг да ги поддржи своите коалициски партнери одвен, а вака сметаат дека левица ги ситни гласовите на македонците за ДУИ да не изгуби уште во првиот круг. Тоа е чист нонсенс, бидејќи ние немаме договор со ниедна партија и настапуваме сами. И ние немаме конкретно гласачко тело во Тетово за да може со некого да се пазариме за вториот круг, така да тоа се само обвинувања на власта, која што со сите сили се труди да не замолчи. Мотивите се една работа, а проектите друга. На прво место би го ставила проблемот со загадувањето, бидејќи градот под шара, што некогаш беше синоним за чист воздух, сега е дувло на загаден воздух и просто тетовчани не можат да дишат со години, со децении наназад. Би ги ставила како приоритет исто немањето вода, канализацијата, урбанизацијата, тоа е се последица на лошата урбанизација. Значи на секое место кај што имало куќа се гради зграда. Би ги ставила како голем проблем недостигот на зелени површини, игралишта. Тетово сепак е општина во која албанците се во мнозинство, па се очекува трката да се води меѓу кандидатите на партиите на албанците. Коалицијата предводена од ДУИ, сега обединета под името Национална алијанса за интеграција, за кандидат за градоначалник го номинираше Бајрам Реджепи, подпредседател на ДУИ, магистер по информацијски технологии, поранешен директор на Национални енергетски ресурси. Негов мотив е да обезбеди подобра иднина на младите. Dhe aktualisht situata në qytetin ton nuk është ashtu siç dëshironin fëmijët dhe të rinjt tanë që të kenë një qytet normal. Kjo që ndodh sot është një ofendim i rënd i inteligjencës tetovare, është një administratë kriminalizuar, një udhëheqësi e kriminalizuar. А тие услови, смета Реджепи, може да се постигнат преку економски развој на градот. Економскиот развој пак се потпира на урбаниот. Ndër prioritetet kryesore gjithashtu do jetë edhe miratimi i planit gjeneral urbanistik që të dihet nga cila pjesë do zhvillohet Tetova, do mund të sillen plane detale urbanistike që të ketë vende edhe për investitorët që janë të interesuar të investojnë në qytetin ton. Gjithashtu edhe transferimi institucioneve, sepse gjitha institucionet aktualisht gravitojnë në qendrën e qytetit, ne do duhet i zhvendosim te kazerma që të mund të largohet fluksi edhe i të punësuarve, po edhe i njerëzve që gravitojnë te këto institucione që të mund të kenë një qasje më të lehtë, që të kenë vend parkime, të duhet infrastruktura të fillohet të ndërtohet me standarde evropiane. Главен против кандидат на Реджепи му е актуелниот градоначалник Билал Касами. Ја доби повторно довербата на Влен. Вели дека во својот прв мандат успеал да ги стабилизира финансиите на општината и да го преполови долгот. Në mandatin e dytë ne pretendojmë që tani më me këtë nivel të cilin e kemi arritur në komunë, me projekte cilët kemi realizuar, me përkrahjen edhe të qeverisë, do të arrijmë që në komunën të Tetovës të realizojmë shumë projekte kapitale, me shka përfundimisht Tetova do të jetë një ndër qytetet më të zhvilluara dhe model për gjithë komunat tjera dhe qytetet tjera. Меѓу тие капитални проекти се спортски објекти, сообраќајници, системи за канализација. Është stadiumi i qytetit, janë hapja depërtimi bulevardeve, është kolektori i ujrave të zeza dhe filtr stacioni që Tetova do jetë ndër qytetet e ralla në Maqedoninë të Veriut që do të ketë kolektor për gjithë, ujrat e zeza në qytet dhe në 4 fshatrat periferike, Xhepçisht, Poroj, Reçice Vogël, Reçice Madhe.
për arsim, do të thonë për shkolla me mësim një ditor ku do ndërtohen veç më ka nisur ndërtimi i 2 objekteve të reja të shkollave, me shkollat me objekte të reja, me pishina, me salla sporti, me terene sportive për rini me qendër rinore moderne. Сите што се кандидираат и ветуваат, а бидејќи ка сами веќе имаше една шанса да го исполни ветеното, го прашавме и за некои од клучните проекти кои ги промовираше пред 4 години. Тогаш ветуваше катни гаражи, па се откажа среде мандатот, критикувајќи го и МВР, дека не си ја врши работата во областа на сообраќајот. Тогаш полицијата ја водеше владата на СДСМ и ДУИ, но сега се ВМРО ДПМН и Влен. Po patjetër që do të bëhen, por ajo që për dallim nga para 4 viteve, tani më kemi një plan mobiliteti. Në këtë plan mobiliteti janë të parapara në detaje se në cilin vend çfarë lloj të parkimit do të kemi. Parkim zonal, parkim për rezident, parkingje të mbyllura, apo aty ku ka nevojë edhe parkingje në kate. Кој да ја добие трката за Тетово, не добива лесна задача. Хартијата трпи се, па не би требало да се проблем и повеќе идеи како треба да се решат проблемите во Тетово. Од каде да се почне е вистинскиот предизвик. Голем колку Шар планина.